Почитувани граѓани, учесници на Народно-ослободителната војна. По новата светска историја, историјата на Европа и на нашите поднебја бележи два неодминлива менјиха, а тие се случија токму на денешен ден, 9 мај. Првиот светски менјик во 20 век е победата над најголемото зло во историјата на човештвото, фашизмот. На овој ден, во 1945 година, капитулира Третиот рајх, со што се означи крајот на најголемиот воен судир во историјата на човештвото, Втората светска војна. Значењето на овој историски менјик во светот не е само поради крајот на војната, туку и поради тоа што по тој крај во светот и во Европа настанаа мощни крупни промени во општественото и економските формации, но истовремено и процеси за интегрирање и глобализација во светот. Познат е фактот дека нашата земја даде значаен придонес во антифашистичката војна. Тој е неодминлив дел на слободарската историја на нашето поднебје. Таквиот однос во тогашните периоди придонесе во вирот на светската војна македонскиот народ да ја оствари својата вековна желба за слобода. Тогаш, всушност, се остварија идентските идеали на македонскиот народ. Истите се темелија со одлуките на Аснум во 1944 година, а се заокружија со прогласување на независноста на Република Македонија во 1991 година. Во таквиот историски хероизам и непокор, учеството на Куманово е особено значајно и големо. Тоа е нешто што и денеска нас не напојува со непоколебливиот дух да истраеме во напорите за зачувување на слободата, за праведно, современо општество, за општество со светли потекози, за брз економски, социјален, културен развој. На патот за интегрирање во просперитетните европски и светски трендови. Како мултиетничко општество и во нашата држава и во општината Куманово назначено е тоа што нашата историја ни остави вечен идеал, заедништво и слогата меѓу сите народи кои живеат во Република Македонија. И во нашата општина за тоа нешто најдобар и најнов показ е терористичкиот атак кој се случи токму на денешен ден минатата година, а кој не успеа да внесе раздор и меѓуседни судри меѓу граѓаните од различни националности и припадности. Таков однос, сигурен сум, кумрци ќе го негуваат и во иднина. Секогаш кога некој ќе се обиде да направи меѓунационален судир на нашето подрачје, односот на нашите граѓани во ваквите настани е високо свесен, бидејќи во нив постои свес, изградена низ претходните временски периоди, дека само слогата е просперитет за сите, а злото е несреќа не само за едни, туку повторно за сите наши граѓани. Вториот менјик во поновата европска историја кој се случи на денешен ден е формирање на денешната Европска унија, кон која се стреми и нашата држава. Незиниот зародиш беше декларацијата на Шуман од 9 мај 1950 година, по која се формираше заедницата на јаглени челик помеѓу Франција и Германија. Врз тој темел се создаде Европската економска заедница, инспирирана од другиот голем европеец Жан Моне. Оваа заедница во 1993 година прераста во денешната Европска унија. Во неја тогаш членува 12 европски земји, за да до денес со незиниот континуиран развој и проширување таа има 28 членки. Иако различни, овие два настана имат длабока и заедничка символика. Борбата против фашизмот беше борба за слобода на народите и за просперитет во иднината. Од друга страна, обединувањето на европските земји во форма на Европска унија на најдобар начин го покажува патот за развојот и просперитетот во иднината на сите народи на европскиот континент. Свесни за значењето на двата историски менјици што се случи на денешен ден, денеска и секогаш, ние со почит се сеќаваме на нив и ги чувствуваме нашиот оптимизам извира од истрајноста и херојството на претходните генерации.
Нашето оружје, нашето средство за напредок денеска треба да биде знаење, демократија, борба за правна држава, подобра економија, подобра живот на луѓето. Такво нешто, свесни сме, не може да се постигне со изолација, со национализам, со авторитарно управување со државата, туку со интегрирање на целокупниот систем со стандардите и вредностите на развиениот и демократскиот свет, со влезот во НАТО и Европската Унија. Да ни живее Република Македонија, нека ни е честит денот 9 мај, победа на фашизмот.